Со постна трпеза, вечерва символично сите го чекаат раѓањето Христово. За Бадник оваа 75 годишна Штипјанка се подготвува уште од вчера. Зелникот и погачата веќе се испечени, а свое место во Бадниковото мени ќе најдат пинџурот, постните сарми, овошјето и јатките. Колку е побогата трпезата на Бадник, толку е годината побогата. И затоа луѓето сакат од се по нешто да имат на масата ставено, за да им биде богата годината. Со текот на годините, иако постно, се менува и Бадниковото мени, раскажува Пикова. Со задоволство се присетува на детските денови, кога низината мајка и баба ја подготвувале Бадниковата вечер. Имаше само суво овошје, старите што си правеа, сушеа си од јаболка, од слива, и тоа го пренесеа леблебија,ораси, зелник обавезно, паричката, лепчето со паричка и највеќе се радуваме паричката кој ќе се падне. Иначе нема многу различно, постно се праве, сармата посна, зелнико посен. Бадник е празник за семејството. Оваа вечер не се оди на гости. Трапезата не се раскрева, а прозорецот се леко подотвара. И малку ќе отвориме едно џамче и ќе ни речеа мајка ми, татко ми, ајде сега ќе ги викнеме, ќе го викнеме Дедо Господ на вечера. Ние вечераме, сега Дедо Господ да дојде да вечера. И ние беме уверени дека Нокеска ќе дојде да вечера. Утре са бајле, првото што ќе ни биде, орашче ќе ни даде да апнеме, грлото да не боли. Од утре веќе се мрси, а Пикова како стара домаќинка веќе ја има подготвено пифтијата или по штипски пачата. А прасечкото со кое ќе ги пригоди сите добронамерници кои ќе го честитаат Божик, доправа ќе го печи.